Високата корупција, политичката нестабилност, нискиот даночен морал ја подхрануваат сивата економија. 250 милиони евра или 23,2% од бруто домашниот производ во 2020 година завршиле како пари под рака. Иако процентот од 2006 до 2020 има тенденција на опаѓање, сепак сме далеку од европскиот просек. Зошто е висока сивата економија, посебно на Западен Балкан, има студии поради нискиот даночен морал. А зошто има низок даночен морал кај луѓето? Тоа значи самиот вредносен систем кај граѓаните е поинаков. Во поглед на потребата, обврската да плаќаат даноци. И причините се корупција, високата корупција, политичка нестабилност и третиот фактор е како државата ги троши парите на граѓаните. Имаме ниска продуктивност, низок физички капитал, лошо образование, затоа повисока е сивата економија кај нас. Кога ќе ги коригираме тие структурни фактори, сивата економија ќе опадне. И вториот фактор е државните политики. Сивата економија ја детерминираат генерално нископродуктивните дејности. Затоа потребен е подобар институционален систем и систем на социјална заштита кој ќе ги оттргне социјално загрозените граѓани од неформално работење. Од друга страна, потребна е стабилна законска рамка, бидејќи и самите закони ја стимулираат корупцијата. Генерално има два пристапи како да се справи со сива економија. Првиот е директен пристап. Тоа е преку јакнење на контролите, тоа е дисциплински мерки. Значи, вториот начин е во рамките на овој директен пристап е стимулација на формализација. Покажете им на фирмите зошто е добро и на работниците зошто е добро да се формализираат, тоа преку едукативни кампањи и така натаму. Истражувањето покажува дека за справување со високиот степен на сивата економија државата мора сериозно да работи во поглед на зголемување на продуктивноста на долг рок. Потребни се реформи во образованието со што ќе се зголеми квалитетот на работната сила, како и зголемување на ефикасноста на јавната администрација со што би се намалил товарот врз приватниот сектор.